Здраво на сите. Пак ќе го погледнам crude oil. И сакам да постигнем една поента и уствари сакам да доловам зашо ги направих вие видеа, за да може да ви помогнам полесно да сватите нешто што на мене ми требало некое време. Значи, ние моментално гледаме само корективниот мув. Значи, само воа го броиме. Не интересира другиот момент. И воа може да се пренесе на било кое скалило, сега ќе ви покажам как. Значи, имаме корекција, така? Сега, во овој случај, корекцијата не е А, Б, С, него излева во нешто покомплексно и ќе заврши како некој триаголник најверојатно. Во тоа случај е W, X, Y, од кој Y е А, Б, С. Значи тука, тука кога прашањето беше дали е четврти wave или не е, зашо тука е добро место, нели, со најголем риск return? Затоа што одма се инвалидира. Не треба ние да се мислиме после на дека ќе оди. Сега сме во некоја слична ситуација, сега ќе ви кажам как. Значи, кажаме W, X, Y, од кој Y е A, B, C. Значи, ваја ќе испадне малце покомплексна. Значи, ќе биде така B, C. Така, некако. Сега, как ние да го прочитаме цело тоа? И зашо? Значи, во е А, а во е Б. Б треба да биде АБЦ, така? Може да биде така, А, Б, С и Б да дојде тука, С да дојде таму. Да не помочи уште малце. Сега, значи, како што може да видиме, кога од тука има мув корективен надоле и после самиот мув се коригира нагоре. Што значи, ако земеме Фибоначи од тука до доле, golden ratio има реакција. Сега ќе влевам во помалечко и помалечко, за да може да ме сватите. Окей? Тука. Значи има А, Б, С од А. Така? А, Б, С од А. И сега ќе видиме дека завршило Б. Значи, ако завлечеме тука, Фибоначи, пак е на до golden ratio корекцијата. Значи, ако земеме тука, за воа, например, значи, воа ако е А и воа е А, Б, С, предпоставуваме тука е завршено во С, внатрешен во А од Б. Значи, гледате как е, един во друг во трет влевот. Значи, ако е во А, во тука може да биде следниот мув и да се одбие од во трендлайн, па да направи head and shoulders за нагоре, да си го заврши Б. Б дека треба да заврши? Б треба да заврши на golden ratio од прилика од А. Повлечаме Фибоначи. Значи, тука негде ќе заврши во внатрешниот Б од Y. И од тука ќе имаме надолеце. Значи, да се навигираме некак сега. Ете, оно прво се одбие во 0,5. Цело тоа. Ама, исто така, и за Б, ако земеме Фибоначи, само за Б на почетокот, од Б до доле, може да видиме оти тука некаде веќе околу golden ratio треба да заврши. Во вадин беше многу голем сквиз нагоре, али пак до 786 е viable, дури малце ако оде над него, не е проблем. Ама ова е зонта, што се брки. Значи, очекавме да има А, Б, С од Б и после С нагоре. Значи, нафтата ќе оде до 105, најверојатно. Океј. Сега, веќе очекавме контекстот
го очекавме оти по сега се движе во тук треба да дојде доле. Тоа не е следниот мув. И сега ние за тоа треба да се позиционираме и мислам оти има многу добар момент за позиционирање, за как да добиеме висок риск reward ratio, во не е финансиски совет, него сакам да кажам как се анулират ризиците за да добиеме high risk reward од во аспект. Значи не е ништо. Значи ова е на помалечок таймфрейм. Сега ќе ви покажам и оваа корекција да видите како се одвиваше. Ја вчера, например, ќе имам на 3 минути. Оти корекциите секој пат се исти. Импулсивен мув, А, Б, С. Б на колку заврши? Golden ratio. Значи муабетот е тука има исто импулсивен мув нагоре и има корекција. Така? Значи во исто импулс кој ти воше беше тука и кој ти поголеми од што го гледаме цело време. Значи во исто изгледа на bear flag. Значи најдобро е кога комбинираме повеќе различни ствари. Значи кога ќе и technical analysis, и RSI, и Volman. Јас тие ги гледам најчесто. И Elliott Wave теоријата. Плюс, фала Богу, макроекономија и как ситуацијата. Но, да се врнам на муабетот. Значи ја исто како што ја гледаме големата корекција. Значи имаме А, Б, С. Пример. Дали ќе заврши тука до С до доле или ќе оде од тука нагоре не е важно. На нас не интересира во претежно. Во има најголема веројатност да се деси. Ако продолжи надоле, би било супер. Значи, тука на колку е? Фибоначи? Golden ratio. Как ние да бркме таргет за во? Взиме Fib extension. Ојме до доле. И назади. До врвот. Значи тука има некој хамер. Тоа е многу важно. Значи мора хамер со engulfing. Значи веќе ние имаме доза на, како да кажам, не доза на сигурност, ама има повеќе фактори што ни го кажуваат оти може да направиме правилен потек. Значи, ако А, Б, С, а С треба да биде на 100% extension минимум од А. Што значи тоа би било тука некаде. Зашо тука би било, нели, со добар риск reward? Оти инвалидацијата е многу близко. Значи финтата е што погоре да се искористи за риск reward да биде поголем. Тоа е целта. Пак ќе кажам, во не е финансиски совет, во јас как ги резонирам работите и ако може нешто да извлечете од во, баш би ми било мило. И ако искористите нешто од во, кажајте ме, молим вас, за да се усетам оти има некој ефект. Фала ви, ќе правам и поразлични видеа, сакам и вие што се попопуларните акции, да им направам long term chart и така да некак да почнам да ви давам кои updates на кој саќе, кој го интересира. Мене ми е многу интересно. Така да, мило ме дечки, се гледаме, поздрав.